Македонија под вршник. Температурите растат, а сувата трева станува лесно запалива за секоја искра. Надлежните го вклучија црвениот аларм и велат дека со секој степен нагоре расте опасноста огно да се претвори во неконтролирано жариште. Од ЦУК велат дека викендов во Македонија се регистрирани над 20 пожари на отворено. Во моментот 5 се уште активни, а еден е под контрола, додека 3 се изгаснати од вкупно 9 места каде гори од изутрината. Во Горно Лисиче гори ниска вегетација, дрва и пченка, а активен е и пожарот на депонијата на излезот од Крива Паланка. Пожарот над Зелениково, каде што горело шума и ниска вегетација, е ставен под контрола. Денеска имаме еден активен пожар на автопатот Скопје-Велес, кај бензинската на Мак Петрол пред Патарината. Имаме испратена една екипа која што активно гаси сега во моментов. Во текот на вчерашниот ден пожарникарите гасеа на повеќе локации. Во Волково гореше сува трева и ѓубриште, а опожарена и куќа. Пожарот е успешно изгаснат и навреме било спречено проширување на соседните објекти. За жал, еден пожарникар се здобил со исекотина на раката пошто бил однесен во болница. Во исто време настанал и пожар на атар од Света Петка, односно Чифлик, каде имало опасност по стопански објекти и една живинарска фарма. За среќа пожарникарите успеале да го стават под контрола и да ги спасат објектите кои се наоѓале во близина. Но пожарот поради силниот ветер кој беше на тој терен, почна да се шири неконтролирано кон падините на Вонно, кон боровата шума. Беа ангажирани доброволното друштво од Сопиште, поголем дел од нашите сили што ги имаме во тој момент на располагање. Благодарение и на мештаните кои се вклучи активно во гасењето на пожарот, беа испратени 4 тима од дирекцијата за заштита и спасување, кои со сите тие сили кои ги имавме на терен успеавме ширењето на пожарот да го ограничиме на еден простор и потоа беше побарана воздушна поддршка, ќе бидејќи стануваше збор за непристапен терен, се интервенираше од воздух, пожарот е целосно изгаснат. Нема повредени, нема оштетување на опремата и техниката. Во исто време се случил и пожарот меѓу Горно и Долно Лисиче, каде беа зафатени насади и различни земјоделски култури. Дополнителен проблем за пожарникарите бил силниот ветер кој го разнесувал на повеќе страни, но сепак на крајот и тој бил успешно ставен под контрола. Во исто време горела и куќа во населбата Лисиче, каде биле пренасочени дел од противпожарните сили, како и уште еден дом на улица Никола Тесла. Во вечерните часови бил добиен повик за шумски пожар во село Зелениково. Поради непристапниот терен интервенирале и лица од шумското стопанство кои останале на терен да не дозволат негово проширување. Од Центарот за управување со кризи вела дека источниот, централниот и јужниот дел од земјата ќе бидат со многу висок индекс на температури. Тоа значи дека доколку избувне пожар, условите се поволни за негово брзо ширење и развивање во пожар со многу висок интензитет. Затоа апелираат на максимална внимателност, да не се палат огнови на отворено, да не се фрлаат од пушоци и да не се остава отпад зад себе.